Расте револтот на граѓаните, откако попратениците на вакциналното столче седнаа и министрите и владините советници, иако согласно возраста не им е дојден редот за вакцинација. По премиерот, кинеската вакцина Синофарм ја прими и министерот за здравство Филипче, па најави дека сите министри во владата веќе добиле термин за имунизација. Вели, попратениците одлучивме дека и министрите треба да се вакцинираат. Ние одлучивме да владата биде една од институциите која што ќе се вакцинира непосредно после собранието, како институција која што е битна за функционирањето на државата, за одржувањето на системот и по тој систем сите министри во еден период во следните 10 до 14 дена добија веќе свој термин. Мислам дека таа национална стратегија која што се темели на националните стратегии и принципи на буквално сите земји во светот е еден добар систем и по тој систем треба да се придржуваме. Социјалните мрежи вријат, граѓаните бурно реагираат оти не се почитува однапред најавениот национален план, согласно кој приоритет за вакцинација требаше да добиваат прво повозрастните граѓани. Реагираат дека луѓе во доцните 60 години со бројни хронични болести со месеци чекаат да седнат на вакциналното столче, додека на пунктовите за вакцина секојдневно се имунизираат млади и здрави луѓе чија возрастна граница се уште не е дојдена на ред. Дали воопшто постои ред во вакцинирањево? Лица над 66 и 67 години хронично болни со мозочен удар и дијабет чекаат уште првиот ден откако се пријавија на сајтот. Уште ги нема никој викнато, а слушам се вакцинираат млади лица под 65 години. За хаосот со процесот на имунизација реагираа и од Сдруженијата на пациенти со хронични и ретки болести. Тие побараа да добијат приоритет за имунизација, но велат оти добиле само празни ветувања. И министерот за здравство Венко Филипче во повеќе наврати тврдеше дека приоритет за имунизација граѓаните добиваат според возраста, а не според хроничните заболувања. Тој пред 2 недели најави дека бил заокружен процесот на вакцинирање на критичната инфраструктура со имунизацијата на здравствените работници, вработените во градинките, училиштата, армијата, полицијата. Сега Филипче со поинаква реторика вели, паралелно со вакцинацијата на постарите граѓани, сепак продолжува и имунизацијата на помлади лица вработени во критични институции, меѓу кои политичарите.